Добар ден и од мене, ова е почетокот на најновата епизода на магазинот за родителство 0M+ на телевизија Телма, која ќе биде особено интересна за жените кои што наскоро ќе се реализираат како мајка, за доилките кои што се соочуваат со првите предизвици на доењето, но и за мајките кои што дојат веќе извесен период и имаат проблематични ноќни подои. Доењето во првите месеци мора да се практикува и навечер за да се одржи лактацијата, но и бебето со ноќните подои добива 1/3 од вкупните дневни калории. Дали бебето треба да се буди навечер за да цица? До која возраст всушност се корисни ноќните подои, кога може да се пристапи кон одвикнување на бебето од нив? На оваа тема денеска зборуваме со Даница Ивановска-Лепоевич. Инаку има неколку титули: психолог, советничка за доење, дула и со така инструктор за јога за трудници и за мајки од Женскиот центар Астарта. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Некои истражувања покажуваат дека телото на мајката која што дои во текот на ноќите излачува поголема доза пролактин, хормон кој што всушност ја поттикнува лактацијата, и тоа се случува за лактацијата да не биде компрометирана, односно нарушена од поретките подои. Тоа е најинтензивно во првите месеци после породувањето. Доколку мајката дои на барање на бебето, тоа значи дека доењето ќе вклучи и ноќни подои. Кои се бенефитите од ноќните подои, зошто на бебето му се потребни? Тоа е една од причините, една од најбитните причини е таа што ја спомена. Количината на пролактин расте драстично во текот на ноќта и тоа значи поголема количина на млеко, најпрактично кажано. Пресметките велат дека бебето добива 20% од дневната потреба за млеко во текот на ноќта. И самото тоа кажува дека ако на бебето нема ноќни подои, оно губи 1/5 од млекото кое му е потребно за да расте и да се развива. Така да тоа е едната причина. Другата причина поврзана со пролактинот е тоа што мајката создава повеќе млеко, ако бебето ги празни дојките, односно тоа млеко го цица, дојките се празнат и на тој начин на телото му се праќа информација дека мајката треба да создаде повеќе млеко. Доколку ноќе дојките не се празнат, кога всушност голема количина на млеко се собира во нив, ние на телото му кажуваме дека нема потреба од создавање повеќе млеко, така да рипајќи ги ноќните подои, ние всушност одиме во насока на намалување на количината на млеко. И е една од причините поради која што бебето понатаму не напредува добро и после тоа се воведува за жал како решение дохрана наместо да се стимулира почестото доење и ноќното доење. Така, многу родители се срекни откако ќе се вратат од болница што нивното бебе мирно, не плаче многу, не бара навечер да цица, и потоа првиот проблем всушност го воочуваат намерењето кај педијатарот, кога ќе забележат дека бебето или не накачило доволно тежин или пак воопшто не напредувало. И тука всушност е тој премин кон адаптирано млеко. Да. Проблемот во најголем број случаи би се решил многу поедноставно со зголемување на бројот на подоите во текот на денот и со воведување доколку ги нема на ноќните подои. Дали тоа значи дека новороденчето во првите месеци од животот треба да се буди навечер за да цица? Да. Новороденчето, дури она кое не се буди ноќе на почетокот, посебно во првиот месец, а многу често и подолго од тоа, треба да се буди на секој 3 часа. Не мора да се разбуди сосема, но на секој 3 часа мора да добива мајчино млеко. Значи може да цица во полусон или сосема да се разбуди. Битно е на секој 3 часа мајката го храни. Понатаму овој размак се зголемува 3,5 часа, на 2 месеца веќе некаде 4 часа до 2,5 месеца и после тоа веќе бебето само си кажува. Доколку нема никаков проблем со лактацијата или со бебето. Ако има проблем, тогаш ова не важи, тогаш ќе бараме друго решение. Така. Да им дадеме простор на гледачите денеска да се вклучат во програма. Емисијата ќе биде контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Доколку имате прашање поврзано со денешната тема, слободно можете да се вклучите во програма и да добиете совет, препорака, одговор на вашето прашање од денешната гостинка. Тоа е Даница Ивановска-Лепоевич, советничка за доење, дула и психолог од Женскиот центар Астарта. Доколку за мајката ноќните подои се премногу напорни, дали тие би можеле да се прескокнат? Вака, јас ќе се вратам на почетокот на твоето прашање на разговоров, каде што беше бенефитите од ноќното доење. Ние само спомнавме две.
две од придобивките, но за да може мајката да одлучи дали и се битни ноќните подови, прво треба да знае целосно зошто се важни. Едно е во однос на количината на млеко која телото на мајката е способно да го создаде, друго значи количината на млеко кое бебето го исцицува директно, зависи од ова, но понатаму составот на мајчиното млеко ноќе не е ист како составот на мајчиното млеко дење и тоа е многу важно за самото бебе. Имено бебето, например, тука е врзано и она дека бебето нема циркадијален ритам. Оно не знае што е ден, не знае што е ноќ. И тоа го научува на некој начин, односно неговото тело се способува да препознава ден и ноќ, дури некаде после вториот месец, што правиме во првите 2 месеца. Мелатонинот кој бебето го добива од млекото на мајката е тоа кое на бебето всушност му овозможува да тоа го научи, го создаде циркадијалниот ритам. Значи на некој начин имаме и користи кои не ги гледаме на прва и не се директно поврзани со растот на бебето. Понатаму, млекото на мајката содржи триптофан и други аминокиселини кои се многу важни за развојот на мозокот. Затоа што благодарение на триптофанот се создаваат серотонински врски во мозокот, се овозможува мозокот да се развива како што треба. Ноќните подои директно влијаат врз правилниот раст и развој на детето. По различни линии. И тоа секогаш мора да се има во предвид, затоа што бебето она што го добива ноќе, не може ли во многу помала мера го добива преку ден. И сега кога ова го имаме во предвид, тогаш веќе можеме да одиме кон делот дали мајката треба да дои. Треба. Дури ако бебето само по себе не бара, значи не се буди, таа треба да го буди. Да го разбуди. Имаме гледачи на линија кои што чека да бидат вклучени во програма. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете во програма. Поздрав до вас и до гостинката. Ви благодарам. Вака, сакам да ве прашам, се работи за дете од 12, за бебенце од 12,5 месеци. Ме интересира, пошто уште сме на доење, колку подови треба да има, пошто ние имаме горе-долу некој за по 300 доаѓаат за заспивање, пример доручек му давам, после тоа го дојам, заспива, станува руча, пак цица заспива и веќе вечера и после тоа пак си цица заспива. Значи горе-долу негде на кај 3 подови, со оглед на нокњето, што некој знае да се разбуди еднаш до 2 пати, сега поликлински али до сега, мислам, бебето сето добро се напредува. Мислам, родилна тежина му беше 2680, а сега сме веќе 11. Така, ви благодарам за прашање. Фала ви многу. Пријатно. Онолку колку што бебето сака, толку подои треба да имате. Значи, ако се однесува конкретно на ноќните подои, овде е она прашање кога тие треба да престанат или колку треба да му дадеме ноќе на бебето да цица. Цело време водилка ни е потребата на бебето. Бебето ќе ни каже најмногу колку има потреба од нас, затоа што ноќните подои од една страна се навистина битни за развојот на бебето, но од друга страна, да и тоа не го спомнавме, на бебето желудничето на почетокот е многу мало. И оно може да добие многу малку млеко, затоа треба често да се храни, затоа треба и ноќе да се храни, за да се одржи она потребна количина на бебето во текот на денот од една страна, но од друга страна и потребната количина која мајката мора да ја создаде во текот на ноќта. Че ова да не го забораваме, многу важен момент, че мора да цица. Тоа продолжува и понатаму. Со тоа што треба да имаме во предвид дека понатаму бебето и дење и ноќе не цица, како и на почетокот, но понатаму психолошката компонента се зајакнува и добива на друга димензија. На почетокот бебето преку подоите возможува да биде нахрането и да ние му бидеме во близина, значи да се чувствува сигурно. Но понатаму како ќе почне да го осознава светот, психолошки да се развива, да го создава поимот на јас и мама како различни ентитети, јас и светот околу мене, ноќните подои се често уште повеќе се засилува моментот на потреба од сигурност, утеха, познатост, свет кој е за него познат. Децата се будат ноќе од различни причини, не само затоа што се гладни, се измокриле, се уплашиле во сонот, тие како растат почнуваат и да сонуваат, вклучувајќи компоненти од секојдневното живење. И тие се за нив страшни, додека не ги разберат и не ги инкорпорираат во својот внатрешен свет. Истото важи и за ноќните подои понатаму. Доењето до 12 месеци е основа на исхраната на бебето. Дури и кога имаме вклучено цели оброци, до 12 месеци основна храна е доењето. Денско и ноќно.
Ноќните подои, за разлика од честото мислење, вистината е всушност сосема обратна. Ноќните подои се тие што последни најчесто се исклучуваат, освен ако бебето не покаже поинаку. Така. Ако се тоа е буди многу ноќе, да, тоа е многу ретко. Ако се буди ноќе, и многу е поверојатно дека бебето како старее ќе се буди почесто ноќе отколку кога било мало. Обратното на што родителите го очекуваат. Имаме уште двајца гледачи на линија, да го слушаме прашањето на првиот од нив. Добар ден. Добар ден, во програма сте? Ало, здраво. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Вака се, имам 4-месечно бебе. Значи, уште од почетокот е со интензивни колики и нон-стоп бараше да цица и ја нели нон-стоп му давав да цица, така што стекнавме една навика на речи си на 1 сат, сат и пол да цица. Супер напредува, супер е бебето, меѓутоа уште сме со грчеви и со гасови и она воопшто, да речам воопшто, не знам, она сама си знае колку преспива, меѓутоа мене ми се чини дека многу малку спие и уште бара да цица. Така. Дали можам некако да го сменам тоа? Што да направам? Некој совет, искуство? Да прашам? Да, секако. Едно прашање само, кажете ми како изгледаат грчевите, како изгледаат коликите? Значи, она спие и се цела кенка се грчи, значи не плаче, сега веќе е голема и више не плаче, меѓутоа се трља, ги собира ноџињата. Се некогаш ретко, сега зборам, откако пораснавме малце, ретко плаче. А кога беше помала и кога плачеше, како изгледаа коликите тогаш? Тогаш беа со плачење, интензивно плачење, кое што не се смируваше, без да се љуљаме, без да се клатиме. И колку траеше? Па јас мислам дека 24 часа, каде не ја однесов се и по кои не доктори, пошто нели како мајка не веруваш дека се грчеви, све мислиш дека нешто не е окей со детето. Некоја друга природа не е проблем, така. Да. Меѓутоа сите ми кажуваат дека бебето е супер, дека е супер напредува, еве 4 месеци сме 8 кила, 63 сантими, значи но постојано е на дојка, постојано цица. Дали повраќала некогаш? Значи она нормално блюцкање што е. Да. И она, например, тоа не ви го споменав, не знае за доста. Значи она ми ги исцицува двете гради и во состојба е да повраќа дуре на града, меѓутоа не ја пушта градат. Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Фала ви, поздрав. Ако бебето напредува толку добро, е постојано само на дојка, мајката не спомна дека има некаков проблем со количината на млеко, мене ми се чини дека веројатно имало и колики, секако. По тоа хистерично плачење кое не запира долго време е обично карактеристика на грч, што мајките често не го знаат. Многу често мислат дека ако бебето кенка се расплакува, се стиска, се црвени, дека тоа се колики. Не се. Тоа детето има гасови и дигестивниот систем зрее. Коликите се карактеризираат со многу долго плачење кое не може да запре. Тоа е едниот дел од приказната и е нормално да дојката биде еден од најефикасните смирувачи. Не е спомисан капките или некои други тие ми падна на памет, не аде млекото, не него нишкањето, галењето, ставањето на бебето, на мајчиниот стомак, топлењето и мајчината дојка повторно. Но овде мислам дека постои уште еден проблем, сега вака само по ова кажано. Мислам дека бебето се заедно со млекото голта многу воздух. Дека млекото на мајката тече многу слободно, многу силно, има силен рефлекс на отпуштање на млекото и бебето се нацицува и воздух кој после тоа сака да излезе надвор. И после тоа прави проблем. Од тука доаѓа грчењето, кенкањето и тоа би можело да се... И исто така може тоа да биде и причината зашто не сака да ја пушти дојката, затоа што има научено дека дојката е таа што го смирува. А бидејќи знае дека следат болки, едноставно не го пуштаме нели она што може да ни олесни. Мајката може да се измолзи неколку пати пред да ја даде дојката на бебето, за да не тргне толку нагло мајчиното млеко, за да бебето не може да се снајде со него. И многу често кога викаат дека имам, како се вика она халаплив е на српски зборот, ненаситен цицач,
многу често се случува дека всушност мајката има многу млеко, а бебето не знае како да се снајде со него. Да се завали лакомо бебе, да. Да се завали кон назад, баш во оваа позиција за да гравитацијата и го намали истекувањето, го забави истекувањето на мајчиното млеко. Тоа би можело да помогне. И исто така бебето знае нешто друго. Често доење, но помалку. Тоа исто често знае тука да помогне. Саат типол е нормално за повеќето бебиња затоа што мајчиното млеко толку време му треба да се дигестира. И нормално е на таа возраст да бебињата бидат многу често на дојка. Трпение, да помине време, нишкајте го, галете го бебето, кажете му дека и на други начини може да се смири, но пред се обидете се let down од рефлексот на да го забавите малку. Мислам дека тоа би било нешто би помогнало најмногу во овој случај. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач што чека да биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Не? Во ред. Доколку гледачот сака повторно да се вклучи во програма, може да се јави на 3076-677 и да го постави секако повторно прашањето во програма. Споменавме ноќни подои, нивната потреба, сега има некакви препораки кои што може да се најдат на интернет дека тие се неопходни додека бебето не ја качи тежината на 5 кг и неговото желудниче не биде доволно големо за да прими 140 мл мајчино млеко. Дали после тоа може да се премине кон одбивање од ноќните подои? Зошто? Така. Прашањето е зошто? Зошто би сакале да го одбиеме бебето? Прво, ваквите информации искрено стварно не сум слушнала нешто такво, затоа што ако ги погледнеме, ние можеме да правиме истражувања и можеме да направиме статистички пресметки. Но ако ги погледнеме конкретно живите суштества, тие всушност ќе ни раскажат нивната приказна таква каква што реално е. Ако бебето се буди, ако бебето има потреба од нас, ако бебето има потреба од мајчиното млеко, од цицањето, од дојката, тогаш ниедна статистика не може да се бори со ова нешто. Повторно, освен ако немаме медицински проблем. Так. Тоа е друга работа. А ако се е во ред, нормално е на бебето да му дадеме она што му е потребно. И ова е главната премиса. Сега зборувам од психолошки аспект. Она што на мајките не им се кажува и отвара еден куп проблеми понатаму во однос и на доењето, и на воспоставувањето контакт и поврзаност со бебето, и градењето на здрав психолошки систем кај бебето и идната личност е една информација. Бебето има потреба од нас. И бебето на таа возраст, посебно значи, до некоја втора, трета година, бебето многу добро ги знае неговите потреби. И секогаш кога бара нешто, бара од потреба, не од манипулација. И ако тоа го имаме на ум, тогаш секогаш ќе знаеме која е нашата исправна реакција. Так. Исправната реакција е да се одговори на потребата на бебето. Така, најважно се задоволат неговите потреби. Секако. Еве имаме гледачи кои што имаат прашање поврзани токму со оваа тема. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, имаме бебенце од 4 месеци и 2 недели. Така. Има тежина околу 6 кила и 6,5 кила. Сега, дали таа е доволна? Сметам дека млекото ми е намалено, па би сакала да прашам како значи да се зголеми лактацијата и во врска со ноќните подои. Например, оно заспива навечер околу 1-2 саат. Дали има потреба пак да го будиме или тоа е доволно? Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Сега зависи колку имало тежина бебето, за да Родилна. знаеме дали родилна тежина, за да знаеме дали е ова соодветна тежина. Треба да знаеме како напредувало бебето во текот на овие 4,5 месеци и за исто да знаеме дали е ова доволна родилна тежина. Но доколку правим во случај на бебе родено нормално, ова звучи како нормална телесна тежина за 4,5 месечно бебе. На 4,5 месеца скокот на 4ти месец. Так, во развој. Да, тоа е другиот моментот каде што настануваат голем дел од проблемите. Бебето почнува да се интересира за околниот свет и мислам дека ова нешто секогаш треба да се повторува. Се интересира за околниот свет и преку ден буквално нема време за цицање. Оно сака да прави се друго, сака да гледа, сака да гуга, да истражува и цицањето веќе не му е толку интересно. И затоа ноќните подои тука зачествуваат. Бебето, освен во овој случај кај што бебето не се буди, но бебето обично тогаш бара ноќе повеќе да цица.
Денските подои се намалуваат, ноќните подои се зголемуваат за оно да добие се што му е потребно, а од друга страна и телото на мајката да биде стимулирано да го создаде понатаму потребното млеко. Затоа може да дојде на ситуација кога и мајката дури мисли дека мене млекото ми се намалило. Дојките се попразни, веќе не се толку набрекнати, не се полни, се меки, ама тоа не затоа што нема млеко, него затоа што лактацијата се воспоставила. Побарувачката, односно потрошувачката сега е веќе сигурна, има ритам кој е добар и нашите дојки веќе не се преполнуваат како на почетокот кога и нашето тело учеше што е потребно за нашето бебе. Така да тоа не е знак. Единствен знак кој сигурно може да ни покаже е како бебето напредува. Ако бебето напредува добро, става на килажа и е при тоа живо, весело, расположено бебе, нема знаци на некаков здравствен проблем, тогаш се е во ред со нашето доење. Бебето може да не се буди ноќе во овој период, но тоа не значи дека нема да почне да се буди понатаму. Ќе позборуваме и за тоа, се надевам дека ќе имаме време да го вклучиме и следниот гледач, а имаме двајца гледачи што чекаат на линија. Добар ден. Ало. Добар ден, во програма сте, повелете. Поздрав до вас. Благодарам. Прашањето ми е во врска со количината на млекото кој што треба да го прими една 7,5-месечно бебе. Само да напоменам дека бебето не цица, туку е на измолзено моено или мајчино млеко, меѓутоа измолзено. Така. Веќе тоа јаде цврста храна, нели? По препорака на педијатар малку порано почнавме ради недостаток на хемоглобин во неговото тело. Сега прашањето ми е тој откако почна да јаде, значи цврста храна, пие помалку млеко. Од почеток тој не сакаше толку да пие нели млеко, меѓутоа сега скроз намале. Сега е прашањето колку за 24 часа би требало отприлика да внесе мајчино млеко. Така, ви благодарам на прашањето, поздрав до вас и навистина им се восхитувам на мајките кои што измолзуваат постојано и имате на таква мисија нивното дете да биде исклучиво само на мајчино млеко. Вака е тешко да се каже која количина точно бебето би требало да ја добива, затоа што тоа зависи од тежината на бебето, зависи од количината на црста храна која ја добива. Тука не можеме вака баш директно да кажеме јасна препорака. Но она што е можеби тука побитно да се разгледа е како да мајката да продолжи да го дава мајчиното млеко. Ако бебето веќе не сака да го пие толку многу, а е битно да го има и понатаму, да треба да изнајде начини да го одржи во исхраната на детето. Можеби треба да се замени цуцлата со чашичка. Не мора да се дава на шише. И во секој случај покорисно да не се дава на шише. Чи бебето јаде цврста храна, може да се даде на мала чашичка или со лажичка да му се издава. Може да се вметне во кашичките. Кашичките што се прават да се прават со мајчиното млеко, но да не се прекинува обидот нели да се дава и понатаму. Треба да го има и како чисто, но да се вметне и во дохраната. Ајде да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас, за жал, немав прилика да го слушам до сега разговорот. Случајно видов на телевизија, па решив да се јавам. Значи, имам 13-месечно бебенце, кое што до 6 месеци ексклузивно беше доено, понатаму продолживме со дохрана. На почетокот постојано цицаше, значи. Сега нормално подоите се намалени, изутрина по појадокот цица и така си се смирува, си заспива. Попладне може да се случи и да не цица, меѓутоа ноќните подои се чести. И сега јас од неодамна веќе една седмица сум болна, не знам уште зашто се работи, имам уртикарија и ангиоедем, може и стомачен вирус, значи силни гастроинтестинални болки имам и слично. И сега ми препорачуваат лекарите да прекинам со доење, иако јас не сакам нели периодов да го одбијам детето, меѓутоа што да правам бидејќи имам проблем од детето никако, дури ни цуцло лажливка не прифатило до сега. Очишенце единствено водичка се напива, се друго значи се сведува на доење. Јас имав и потреба да примам една инекција урбазон и медикаменти ми препишал типот на Ериус, меѓутоа не ги консумирав, не ги пиев. Како да направиме барем за кратко време да го одбијам, да биде тоа што побезболно за бебето, бидејќи се буди постојано ноќеска, особено ноќва беше вознемирено.
за да цица. Знам дека ќе биде многу вознемирено, ќе многу плачење ќе има затоа што нема шанси на обично млеко, иако има пробано, нема шанси да го префрлам. Како тоа да го направам што побезболно барем периодот? Вие треба да го одбиете бебето поради лекарствата кои треба да ги примате? Па си велам, ако продолжи да комплициранава ситуација, не да Боже, ако ме повтори уртикаријата, ангиоедемот, да морам да примам лекарства понатаму, како тоа побезболно да го направам? Така. Барем привремено. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Чест проблем кога треба од здравствена причина да се прекине доењето, а бебето е врзано за мајката и психолошки, но и не прима никакво друго млеко. Не прифаќа цуцла, не прифаќа шиша. Во однос на тоа дека не прифаќа шиша, чаша дека нема да прифати, прво треба да се проба. Исто и лажиче. Тоа треба прво да се проба. Нема зошто да го добива и да ја добива и водата на шише воопшто. Значи од 6-тиот месец, од 7-тиот месец натаму кога водата секако се воведува веќе или било што друго што е течно, секогаш е препорачливо да се дава со чаша прво, а не на шише. Нема потреба. Има ли лесен начин за одбивање на бебе од доење? Нема многу лесен начин. Тука да не се лажеме, нема многу лесен начин и тој начин е секогаш посебно кога треба на сила да се прекине, кога не е извор и не е постепен процес, природен, според потребите на мајката и на бебето, тоа најчесто значи дека ќе биде тежок и за бебето и за мајката. Особено кога е вака на помала возраст и се поврзани меѓу себе. Мајката ќе мора да се спреми многу силно, дека нема да биде лесно ни за неа, ни за бебето и дека навистина ќе има плаче, како што и самата кажува. Ќе треба да само нека не е добара препорака она дајте го бебето 3 дена на друго место да остане без вас. Тоа е најтравматичниот начин кој може да му се приради на бебето. Значи постепено со давање, нека се почне да воведува ако не вовела веќе повеќе намирници и повеќе оброци, нека ги почне постепено да ги воведува, нека го навикнува бебето на чашка и на лажиче, нека го користи млекото што сега го има, исто така и во како што спомнавме пред малку, во кашички, и нека почнува да испитува кој е начинот на откажување. Чи еден по еден оброк може да се трга од исхраната, односно едно по едно доење, еден по еден подој, и многу гушкање, многу бакнување, многу галење, време поминато заедно во игра, кога ќе дојде моментот за цицање да се одвлече вниманието на нешто друго и да се даде другиот оброк за да се задоволи гладта, така да нека ако веќе смета дека треба да го направи тоа нешто, нека го почне порано. Така, инаку има и еден сајт на кој што може да со пребарувач на кој што може да провери мајката кои лекови одговараат со доење. Веднаш по завршувањето на емисијата веќе биде споделен на нашата Facebook страница 0N+ на телевизија Телма. Може да се провери и тоа е многу корисно. И тоа е корисно затоа што често се случува и самите лекари да не знаат дали постои лекарства кои се компатибилни со доење. Направете едно пребарување, не земајте лекарства и замени на сопствена рака. Секако мора да се по препорака на доктор, но добро истражете и испрашете го докторот дали може да се најде некаква заменска терапија која вам ќе ви помогне, а нема да го мора да го одбие бебето од цицањето. Така, бидејќи доста од лековите се компатибилни најголемиот дел од состојбите имаат и заменска терапија соодветна со доење. Даница, ви благодарам што бевте денешна наша гостинка. Секогаш има огромен интерес кога зборуваме за доењето. Се надевам дека повторно ќе отвориме некоја тема поврзана со предизвиците и најчестите проблеми со мајчинството кои што се поврзани со доењето. И благодарам на поканата. Ова беше се во денешното издание на 0N+. Денешна гостинка ни беше Даница Ивановска-Лепоевиќ, советничка за доење, психолог и дула од Женскиот центар Астарта. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.